Дали знаете дека Кокино, како археолошки локалитет и мегалитска обсерваторија, било откриено, препознаено и меѓународно научно признаено пред само 20 години. Истражувањата на Кокино почнале во 2001 година. На 13 ноември во 2008 година Кокино добива статус на собственост под привремена заштита, донесена од Канцеларијата за заштита на културното наследство. Дека Кокино покрај археолошко има и астрономско значење, покажува интересот и научното признавање од страна на Американската агенција НАСА, која оваа обсерваторија ја рангира на 4-то место во светот. Но она што е необично е сознанието дека во 2012 година на конференцијата на УНЕСКО во Санкт Петерсбург Македонија е запишана како членка на УНЕСКО која самата си ја повлекла својата номинација за Кокино за бројување во рангот на светските културни и природни наследства. Дали знаете зошто името, односно прекарот Карпош, било толку популарно и кај партизаните за време на Втората светска војна? Тоа е благодарение на водачот Карпош, кој го предводел така нареченото Карпошово востание уште во 17 век. Вооруженото востание, почнато на 25 октомври 1689 година, го носи името Карпошово востание, според водачот кој бил прогласен за крал на слободната македонска земја. Титулата и слободната држава ја потврдиле царот, односно кајзерот Леополд, кој пратил при тоа и калпак со златна звезда како знак за признанието. Но османлиите почнале големи подготовки и возвратиле со напад против македонските востаници, кои биле поддржани од австро-унгарската војска. Во Скопје, кај камениот мост на Вардар, Карпош бил заробен и изведен пред Селим Гирај, а потоа јавно набиен на колец и избоден од копја и неговото тело било фрлено во реката. Трагичната смрт на Карпош го означила крајот на востанието. Австрискиот генерал Енеа Силвио Пиколомини пред заминувањето го запалил Скопје поради владеењето на колера. Градот горел 2 дена, при што изгореле голем број куќи и дуќани, но епидемијата не сопрела, а самиот генерал Пиколомини се заразил од колера и набрзо умрел.